Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Убаво е кога странските донатори и меѓународните представници во државата ќе ве посочат како пример пред другите. Вака вели градоначалничката на Македонска каменица Сонја Стаменкова, зборувајќи за зелените инвестиции во општината. Зелените инвестиции остануваат приоритет на локалната власт. Енергетски ефикасно училиште од 11.000 квадрати во првата општина со внесување на системот на улично осветлување по принципот плаќање по заштита. Резултат на ова е заштеда од 84% во првите месеци од воведувањето. Нешто со што можам да се пофалам и што е препознаено и овде во државата и надвор од државата е токму заложбите на општина Македонска каменица за вложувањето во енергетската ефикасност и зелена планета. Тоа се приоритети кои што се и пред нас, но се препознаени од страна. Најголемата инвестиција е, знаат граѓаните, дека е реконструкцијата на уличното осветлување, кое што како прва општина, пилот општина, има и други општини во државата, меѓутоа ние бевме прва општина која што го имплементиравме. Тоа е плаќање на проектот по заштеда, што значи дека и граѓаните и општината во моментот нема да имаат поголеми импликации во буџетот. За докомплетирање на целиот тој проект имавме еден систем на осветлување кој што можеби беше уникатен во државата. Системот на урбаното живење го заокружуваат уште два проекти. Првиот е осветлување на кеот на Каменичка река, која во последните месеци на пандемијата благодарение на комплетното уредување станува главно место за прошетки и рекреација на каменичани. Финална фаза е техничката документација за осветлување на кеот на Каменичка река. Во склоп на целокупното осветлување ни остана таа делница неосветлена. Морате да признаете дека денски кеот изгледа преубаво, меѓутоа ноќе е неосветлен, така да и тоа е една поголема инвестиција која што ќе ја реализираме во текот на оваа година, додека од Источноплански регион преку Бирото за рамномерен развој општина Македонска каменица го има добиено проектот за осветлување на влез и излез на општината во должина од 2,2 километри, така да ќе добиеме навистина една целина на осветлен град, дел од финансии од страна, дел обезбедени од општината. Изминатите 3,5 години интензивно работиме на дел на доопремување на кеот, таму каде што веќе има пешачки патеки и не беа поврзани, веќе ги поврзавме и со рампи за лица со посебни потреби, но и ги направивме контакт затоа што тие беа посебни делници кои што не беа поврзани меѓу себе. Сега ни останува уште една последна делница која што ќе ја реализираме оваа година, значи тоа е регулација на коритото на долниот дел на реката во урбаниот дел. Проектот е некаде околу 8 милиони денари, исто така парите ќе ги обезбедиме од буџетот на општината и веќе поголем дел од кеот ќе биде доуреден. Тука е веднаш до кеот се протега и паркот Младост, кој што проектот беше изработен по идејно решение на наши млади студенти архитекти. Дел од него реализиравме, се направи скејт паркот, а останатиот дел се надеваме дека ќе биде готов за 2 до 3 месеци. Се работи за парк кој што е на површина на некаде околу 5000 метри квадратни, кој што ќе има содржини за сите возрасти. Следно е осветлување на влезот и излезот на градот. Проект преку Источнопланскиот регион, кој ќе чини 2,28 милиони денари. Паралелно се доуредуваат градските површини и улиците. Тоа се изградба на тротоари, пристапни патеки, паркинг простори, уредување на пристапните простори околу колективните згради за домување и низ за други активности, се она што ќе ни биде констатирано како потреба на територијата на целата општина, вклучувајќи ги селските средини. Македонска каменица според градоначалничката Стаменкова успеа да влезе во проектот за доделување грантови од Светска банка, која додели 630.000 евра за улиците. Општина Македонска каменица преку Светска банка доби грант од 630.000 евра во рамки на програмата Македонија без кал. Тоа се две улици, улица Церска на патот кон Цера, кон туристичкиот комплекс Еленец и пат кој што води кон Калата. Тоа е во Мало Албанци, село Тодоровци.
И за среќа и со големи напори, добра соработка со проектната единица на Министерството за транспорт и врски, влеговме во вториот циклус и веќе тече набавката во која што се бара изведувач. Се надевам дека набрзо ќе бидат спроведени сите законски процедури и дека на време ќе отпочне изведбата на овие две за нас важни сообраќајници. Во руралните средини се работи на неколку проекти. Водоводот во Моштица, во Павлиш дол, се гради со средства од општинскиот буџет и се решава проблем на околу 140 семејства. Во моментот во подмината фаза е токму изградбата на водовод во село Моштица, кој што ќе служи за задоволување на потребите долж трасата која што е некаде околу 2400 метри, некаде околу 130-40 семејства ќе добијат чиста вода за пиење и приклучоци. Ќе се реши еден децениски проблем години наназад кој што перзистира и секоја година добива на интензитет затоа што не се решава проблемот. Инвестицијата е вредна 10 милиони денари, обезбедени се од буџетот на општината и што е една од бенефитите кои што ќе ги добијат граѓаните е тоа што покрај чиста вода ќе имаат сознание дека нема да добиваат вода по азбестни цевки. Каменица се уредува, но и се решаваат и долгогодишни инфраструктурни проблеми во функција на подобар живот на граѓаните. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk